Идната шефица на Европската комисија Урсула фон дер Лајен одлично ја познава ситуацијата на Балканот и во Македонија и нејзиниот избор би требало да има позитивно влијание врз процесите кои водат кон Брисел по повеќе месечните разочарувања во европските интеграции. Актуелната министерка за одбрана на Германија, која според извори во Унијата е компромисно решение на канцеларката Меркел и председателот Макрон, самата нема да може да направи се што е потребно за Македонија да добие датум за преговори и тие да започнат годинава, но нејзиниот веројатен избор секако не е разочарување ниту за власта, ниту за опозицијата, а најмалку за познавачите на состојбите во ЕУ. Мислам дека на сите политички актери во Македонија денеска и опозицијската ВМРО ДПМН согласи со поддршка, исклучително одговара. Ги знае приликите, беше гостинка и на една трибина на Институтот за демократија. Многу е запознаена со состојбите, мислам дека не е против проширувањето, иако не зависи се од неа секако, но првите проценки велат дека таа ќе има политичка тежина да направи притисок врз националните влади да во октомври се почнат предпристапни проговори. А по 2 дена Молк Заев конечно реагираше на жестоката изјава од францускиот председател Макрон дека нема да дозволи никакво проширување на ЕУ се додека не бидат направени внатрешни и сеопфатни реформи на Унијата. Заев уште еднаш поража дека датум за преговори ќе добиеме во октомври, а ставот на Макрон го толкува од аспект дека Македонија само сака да започне преговори кои ќе траат долго време, а додека да ги затвориме, ЕУ секако ќе успее самата да се реформира. Република Северна Македонија не бара од одма да биде членка на Европската Унија. Председателот Макрон зборува за членството во Европската Унија, за проширувањето на Европската Унија. Ние подразбираме добивање награда за се што е сработено кај нас. За политичките прашања кои што се решени, соодветно дополнително мотивирање кој што значи следен чекор, а тоа е одлука за почеток на преговорите. Јас сум убеден дека во октомври ние ќе добиеме одлуката за почеток на преговорите. Експертите од своја страна толкуваат дека изјавата на Макрон би можела да се чита не како најава дека Македонија годинава ќе извиси, туку како предупредување дека преговорите кои ќе следат би можеле да бидат и многу мачни и да се различат во недоглед. До октомври ќе има секако еден ваков емотивен ролер костер, каде што ќе има изјави на поддршка како што имаше од Меркел, ќе има разочарувачки изјави како што имаше од Тимоние или ова од Макрон која може да се толкува најмалку на два начина. Од денеска до петок во Познан се одржува самит ЕУ Западен Балкан како дел од така наречениот Берлински процес, на кој едно од главните прашања е понатамошната интеграција на регионот во европското семејство. Предвидено е Заев во Познан да оствари средба со францускиот премиер Едуар Филип, при што двете страни подетално ќе ги разјаснат актуелните позиции во врска со проширувањето. На крајот на самитот Заев ќе одржи заедничка пресконференција со полскиот домакин Матеуш Моравиецки, со бугарскиот премиер Бојко Борисов и со германската канцеларка Ангела Меркел.